По овој деловник, председателот е тој кој што има монопол на патоказот каде ќе оди некој закон. Ама, тој не е апсолутен монарх. Значи, тој мора да се држи до деловникот, зашто во спротивно може да одговара. А во деловникот, или па не може, бидејќи не сум чула до сега интерпелација до председател на собрание, да заврши во фиока на председателот, наместо веднаш да му биде предадена на подпредседателот, бидејќи е тоа класичен конфликт на интереси. Значи, што вели деловникот? Член 136. Ако предлогот на законот не е подготвен во согласност со одредбите на овој деловник, тогаш тој председателот на собранието пред да го достави на пратениците, ќе побара од предлагачот да го усогласи со одредбите на овој деловник. А ако предлагачот не го дополни предлогот на законот во рок од 15 дена од барањето на председателот на собранието, се смета дека предлогот на законот не е поднесен. Знаете ли колку десетина закони не биле подведени под овој член? Дека требало да ги врати председателот. Ама тој сметал дека негово право е што сака да прави со законите. Ама не е така. Значи, тој треба да се држи до деловникот. Тој е чуварот на деловникот. Тоа е првото. И знаете што веќе се изморив од тој процес Жан Моне. Се додека ние сами не сватиме дека некој процес овде, како да го наречам, еве, Владимир Полежиновски, ке го наречам намерно, некој процес не иницираме, бидејќи Владимир Полежиновски е доктор на Сорбона на правни науки, авторот на Декларацијата за слободите и правата на Аснор, и затоа сите велат, па ова е како да го читате Русо, или како да го читате Џон Лок. Се додека сами ние не сватиме дека ни треба процес, а не за да собереме поени напред, па сега ајде под надзор ќе креираме решенја, нема сами да дојдеме до добри закони. Значи, повторувам, председателот, председателите на комисиите, тие се правната војска, тие треба да го бранат деловникот и да се повикуваат на него, и затоа јас побарав да не го правите тоа што го прават останатите. А кога ја споменав фамозната Сенадлежна комисија за европски прашања, само кажав дека не може и таа според овој деловник, за жал, да се избегне, иначе според мене, ако нема основ, а нема основ за европско знаме, тогаш тргнете го знамето и дајте ние овде да седнеме, да се повикуваме на добрите приказни, да ја почитуваме процедурата, бидејќи ви посочив, еве пред мене имам овде функционална анализа, брилјантна, од Центарот за истражувања и анализи, која што вака вели. Иако Академијата постои само деценија и пол, донесени се 3 закони за нејзиниот статус, дејност, работа и раководење, 2005, 2010, 2015. Честото менување на законите влива несигурност во правниот поредок. Нужно е да се донесе законски акт, што ќе биде заснован на широки јавни расправи со сите засегнати страни, во кои ќе бидат рефлектирани ставовите на практичарите и научната јавност, со цел да се обезбеди негово долготрајно применување, а со тоа и поголема стабилност на самата Академија. Ете тоа. Благодарам. И благодарам.